сонце или дожд, а иако најмногу би сакале сигурно сите ние снег. Какво и да е времето, што и да се случува, што и да правите, ништо не е важно, затоа што дочекуваме една нова 2017 година. Меѓутоа, ние за ова последно издание, за оваа 2016 година, ви подготвивме на вистина многу интересни, важни и корисни информации. Останете да видите што ќе гледате. Значи, само со еден третман се убризгува хемиска компонента која прави хемиска липолиза. Сите болести, хронични болести, кои да со периферна слаба циркулација или невропатија периферна, се, да кажем, ризични за развој на габична инфекција. Мисија во животот е да се помогне некому. Лазерскиот зрак продира во фоликулот на влакното и едноставно го забавува и до некаде стагнира процесот на растеж на влакната. Неправилната анатомска положба на атласот доаѓа до неправилна функција на нервус вагус. Истата нега што ја имаме на лицето и на другите делови од телото на раката, имаме потреба и малку повеќе да посветиме внимание. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен и во форма на гел за локална употреба. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Лечење на акни, пигментации, лузни капилари, стриви целулит, подмладување на лице, врат и деколте, зголемување на усни, ботокс, обликување на тело и голем број иновативни третмани на лице на база на хиалурон, матични клетки, црни црвен кавијар, минерали, витамини, колаген, Q10, акај бери, чист арган, морски алги и бисер, плактон, 24 каратно злато, екстракт од полжави ретин С, фактор за раст и многу други новитети наскоро. Специјалистичка ординација по дерматовенерологија и естетска медицина. Skin Solution. Се за вашата кожа. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Супер Милион Хер. Не е перика, не е лек, не е фарба, не е пресадување. Тоа се 30.000 нови влакна за само 10 секунди. Супер Милион Хер. За масните наслаги на лицето некогаш единствено решение беа хируршките интервенции, но денес благодарение на револуционерните откритија, од нив ќе може да се ослободите на сосема природен начин со само еден третман, за кој детално разговараме со доктор Весна Георгиевска од Центарот за медицинска козметика и естетика Дермабела. Откриен е нов препарат кој што во еден наврат, значи само со еден третман, се убризгува хемиска компонента која прави хемиска липолиза. Што тоа значи? Тоа значи комплекс од липоразградувачки материјали, компоненти, состојки, кои што се во принцип од хомеопатската медицина, значи на растителна база, сакам да кажам многу безбедно, се убризгува директно во масното ткиво, се убризгуваат негде 3 до 4 мм во еден потек, во 2-3 убоди
И во наредните 3 недели доаѓа до комплетна липолиза, до разградување на самото ткиво. Односно, како што реков, би употребила израз кој што и во Запад и во државите каде што ова почна да се работи, а секако во Шпанија, Франција, Италија и Германија прво. Ете, меѓу нив сме и ние и тоа ми е многу драго. Тоа представува хемиска липосукција. Значи, не е хируршка, туку хемиска липосукција. Масното ткиво се разградува, се раздробуваат масните клетки по биохемиска реакција до слободни масни киселини, кои што како такви пак може организмот да ги сврли преку мокрача изван. Значи, на многу природен начин се isfрлаат од нашиот организам. Единствено нешто што е добро да се дополни на оваа терапија е да се прави масажа 2 пати неделно како лимфна дренажа. Лимфната дренажа во нашиот центар ја обавуваме рачно. Значи, тоа е многу специфична масажа, каде што се работи по лимфни јазли и по лимфни патишта. Тоа е за побрзо isfрлање на разградените масти или пак се работи со вакуум липолиза, односно така познатиот LPG апарат, кој што има специјален додаток, специјален крајник за третирање на многу помали површини, како што е подбрадо, како што е делови на лицето. И покрај подбрадо, рековме, може да се работи и лице. Во принцип на образи потребни ни се тие масни перничина и доколку ги немаме, често ги сакаме и ги дополнуваме со филери. Меѓутоа, долниот дел на лицето, значи посебно би го посочила овај дел на лицето, кога треба да правиме лифтинг, мора предходно, значи нема успешен лифтинг без липолиза. Потребно е на таложените масти, кои најчесто е конституција. Значи не е тоа дека ги среќаваме, може да се сретнат и кај слаба особа. Најчесто е конституција, генетика, прво да се разградат тие масти, а потоа да се врши лифтинг терапија. Третманот е комплетно безбеден и без контраиндикации, а се состои во вбризгување на 3 мл готов коктел во самата кожа. Потребна е само 1 до најмногу 2 третмани. Првите резултати се видливи по 3-тиот ден, а комплетниот резултат се постигнува по само 3 недели. Значи, несакани ефекти нема никакви, во секој случај тоа го работи доктор, значи тоа мора да биде стручно лице, добро да го познава производот, да земе една добра анамнеза. Како што кажав, тоа се производи од хомеопатската медицина, така да можам да кажам да скоро и воопшто да нема контраиндицирани пациенти. Во ретки случаи, доколку алергија ни даде податок за некои алергиски реакции, ние правиме еден кожен тест и ја применуваме понатака терапијата. Несакани ефекти нема, може да се јави исклучиво едно црвенило благо, тоа е заради забрзување на циркулација, бидејќи знаеме да масното ткиво воопшто нема циркулација во себе и затоа обично тие делови се поладни, ете можеби на лицето не се чувствува, но на телото. Значи се подобрува циркулацијата, почнува да се подхранува масното ткиво, се разложуваат мастите и автоматски повторно оживува тоа ткиво. Враснатите ногти и габичните инфекции се едни од најчестите подолошки проблеми. Причините за нивно настанување се различни. Топло, влажно и темно се идеални услови за развој на габичната инфекција, па затоа и најчесто настанува кај повозрасните спортистите, а се почесто и кај децата. Причината најчесто е лошиот избор на чевли кои не дозволуваат циркулација на воздухот и ја потат ногата. Слаба периферна циркулација, пратечки заболувања, бубрежни болни, луѓе кои имаат диабетес се исто така ризични. Значи сите болести, хронични болести кои да со периферна слаба циркулација или невропатија периферна се да кажам ризични за развој на габична инфекција. Доктор Анета Кајсторовска од ординација Доктор Вајс ни открива дека појавата на враснати ногти е условена од генетски фактори, преголема активност, повеќе часовна работа на нога во затворени чевли, односно од степенот на изложеност на одредена траума на палецот или останатите ногти, но како број 1 причина го наведува неправилното сечење на ногтите. Во пошироката јавност постои едно мислење и од самите медицински да кажем експерти и останатите, дека ногтите треба да се сечат рамно. Меѓутоа никој на луѓето не им објаснува што значи тоа рамно. Така да спојот на латералната ивица и на предната ивица доаѓа при таквото сечење до стварање на еден
шпиц, како да кажеме, кој прави разранување и при поголем напор, кај луѓе кои се предиспонирани за враснување, ќе направи отворена рана, која понатака ќе се комплицира со гранулација и останатите други компликации кои што ние најчесто ги гледаме во нашата ординација. Благодарение на напредокот во медицината, некогашните хируршки методи кои значеа откорнување на ноктот, денес се заменати со бескрвни, брзи, ефикасни и што е најважно, безболни решенија на овие проблеми. Да не забораваме дека ова е една инфекција која е најупорна инфекција од сите можни инфекции и никако не сме да се привиди фактот дека мора да се посвети адекватно доволно време за да се реши самата инфекција. Подолошкиот третман подразбира да кажеме различните пристапот кога работиме габични инфекции, кога работиме враснати ногти. Габичните инфекции едноставно морате да го отргнете причина за скапување на нокатната плоша, затоа што габите се кератинофили, се хранат со кератинот и како слично кариес на зап, значи мора да го исчистите ноктот од габичната инфекција за да можете адекватно да го лечите. Лечењето подразбира локална антимикотична терапија, подразбира ендејаг ласер и адекватни контроли. Во однос на враснувањето, тука е веќе широка палетата. Постои еден пристап во акутна фаза, кога немаме компликација, и постои еден пристап во една хронична фаза, каде што имаме гранулација. Значи, тука веќе имаме употреба и на радиобранови, по потреба криотерапија, пласирање на жици, тоа е ортониксија, значи една сосема нова област во решавањето на овие проблеми, затоа што колегите од Германија одамна не се бават со хирургија на ноктите, туку го имаат овој пристап во решавање на враснатите нокти, каде што со адекватен избор за адекватниот пациент, ставањето на жиците едноставно се доаѓа до потрајни, подефинитивни решенија во однос на враснувањето на ноктот. Иако денес постои решение, доктор Анета упатува на важноста од превенцијата. Во тој контекст еве неколку стручни совети. Прво, чевлите треба да бидат суви. Имаме неколку фактори кои мора да се испочитуваат и во однос на терапијата, кога правиме терапија, кои се исто така мерки на превенција. Сушењето на чевлите и употреба на пудер за антимикотичен пудер во чевлите, адекватно хигиената на прстите, најчесто забораваат да ги избришат, остануваат влажни, може да се употребува повремено кај ризичните групи, да кажеме во еден месец, една недела комплетно, значи да аплицираат локална антимикотична терапија. Мерките на заштита се исто така широки. Кога користат сауни, кога користат базени, да користат своји собствени папучи, кога се изложени, значи, на големи трауми, адекватно, значи, да обрнат внимание, секоја мала промена да се обратат до стручно лице, затоа што кога сте во почеток на самата промена, времето на излекување е многу пократко. Кога ќе се развие самата габична инфекција, просечното време на лечење од 6 до 9 месеци. Тоа на луѓето им изгледа многу напорно и многу долго, меѓутоа ако не го решат проблемот, компликацијата на една габична инфекција на ногти може да се комплицира со атлетско стопало, габична инфекција на кожата, која дупло подолго се третира и се решава и заради тоа превенцијата како таква мора да биде испочитувана. Денешната гостинка во Урбан Блок е една вистинска дама, вистинска урбана дама. Таа е долгогодишен музичар, пејачка, ако може да се каже. Меѓутоа, сите тие епитети последно време ги покрија едни други, на вистина добра сопруга, мајка. Маја Гроздановска-Панчева, добро ни дојде во Урбан Блок. Добро ве, најдов поздрав до сите ваши гледачи на вашата емисија. Благодариме. Маја, на почетокот со сите гости вообичаено разговараме на урбани теми, затоа што емисијата ни е Урбан Блок. Го дефинираме поимот урбано. Што според вас е урбано? Има ли урбани луѓе денес? Живееме ли во урбано време или порано беше така? Па, мислам дека има урбани луѓе и денеска и во минатото, иако урбан начин на живот е начин со стил, нели? И мислам дека постојат доста такви луѓе кои што живеат, но сепак треба да умеат и да знаат да се пронајдат во таа средина, во таа градска средина. Сето тоа зависи и од самиот човек и од многу фактори, како и за секоја урбана жена што треба да се носи самата со себе. Тука постои самодоверба или начин на однесување со луѓето, но би рекла
и посета на некои културни манифестации и ретрет многу други работи. Неминовно е да прашам, долги години веќе на македонското музичко ниво, ако може да кажеме, што е она што беше поразлично од тогаш кога почнувавте, а што е она што е поразлично денес? Ако може една паралела да направи. Се шегувам. Добро, годините си го прават своето, нели, семејните обврски исто така, работата, значи сите тие обврски не дозволуваат многу да се посвети човек конкретно, нели, само за музиката, како што било сето тоа во тие млади години, но мислам дека и критериумот за музиката барем во она мое време беше сосема поинаков за разлика од сега. Ретко може да се слушнат такви убави песни кои што произлегуваат од Скопски фестивал, Макфест, Охридски трубадури, Еврофест и не знам колку фестивали каде што свесно учествувала јас. Но валјда сето секако тоа си оди со начин на живот, помодерен живот, помодерна музика, така да мислам дека сега младите ми е жал што не можат да го искусат тоа што јас сум го искусила, сето тоа јас можам само да го пренесам на децата, секако и на оние кои што се слушатели на мојата музика и доаѓаат на моите свирки, но младите денеска се сосема во некој свој правец и свој вкус за музика која што секако на некој начин им ја наметната да ја слушаат. Така. Може би повеќето не знаат или некои не знаат дека работите и во македонската опера и балет. Се уште волонтирам 3 години, се надевам на вработување во догледно време, еве до година, така да. Значи, македонската опера и балет е место каде што на вистина секогаш велам музиката е духовна храна. Сцената и сето она што се случува во македонската опера и балет, колективното дружење со моите колеги, каде што има и доста пејачи и пејачки, поп, е нешто што најмногу ме исполнува во животот. Е вистинско уживање и одлична работа. Сега да прашам нешто и со вашиот одговор како да ме предомисливте да го поставам прашањето, меѓутоа си пак ќе прашам. Кога не би биле ова што сте сега, би биле ли нешто друго? Кога би го вратиле времето или Никогаш. Мислам дека и повторно да се родам ќе бидам она што сум сега, затоа што од секогаш сум ја сакала музиката и благодарение на мојата мајка која што ми го покажала правецот и го осетила мојот талент за тоа, ме насочила на добар пат и мислам дека и повторно да се родам би се бавела со истата професија. Што мислите, која е вашата мисија? Мисија во животот е да се помогне некому, дали тоа ќе биде преку песна, дали на било каков друг начин, и мисија во животот да го остварам она кое што сум го започнала, се работи нели на работно поле, воспитување на децата, да им се покаже вистинскиот пат во животот, да ги насочам кон она што сакаат да бидат во животот и друго ништо повеќе. Затоа што за нив се живее. Кој е оној најдобар совет кој што некогаш некој ви го дал и може би сега најчесто им го кажувате и на вашите деца? Верувај во себе, бидејќи само така ќе обстојуваш како што треба во животот. Значи, вербата во себе е многу битна. И секогаш човек да биде со позитивни мисли, затоа што кога е позитивен, во било каков круг и да се наоѓа со луѓе, тоа многу лесно и убаво го прифаќаат сите. Како ви започнува еден ден? Имате ли некои ритуали? Има ли нешто без што не може да замислите да заврши еден ден, а да не направите? Па некако времето мора да кажам дека многу брзо ми поминува, особено од кога дојдоа на свет Надица и Марија, веќе се доста пораснати. Инаку сум радобудник кој што станува во 6:30 часот наутро. Ритуали нема. Тоа е спремање на децата во школа, поголемата си оди пешки, малата се уште ја носиме ние.
Работата, одење на работа во зависност од тоа каков е распоредот за таа недела, бидејќи така функционираме ние во македонската опера и балет, и најглавниот и најубавиот момент доколку се најдеме сите да се видиме на ручек и после тоа секој продолжува со своите обврски и вечер на спиење. Така да интересно, но возбудливо и со многу обврски. Мислам покрај јас и Дарко, исто така и децата. Колку сличности имаат музиката и фудбалот? Па музика и спорт се од секогаш велат нели дека одат заедно. Јас се шалам со Дарко и честопати му кажувам, добро е ќе слушаш музика и во ритам знаеш да жонглираш со топката. Има доста слух и знае многу добро да пее, па можеби и тоа беше пресудно ние двајцата да се споиме, да. Да. Каква храна сакате да јадете? Имате ли нешто омилено? Каква храна готвите, да речеме, или нешто што има омилено на вашите дома? Па добро, готвам. Скоро секојдневно готвам. Ручек кај нас секогаш има. Дали тоа го спремам во текот на денот доколку сум дома или одвечер. Така да секогаш има ручек. Не сме некои манџи да мора ова да се јаде она, иако преферирам повеќе зеленчук да се јаде. Италијанската храна исто така ја сакаме многу. Знам да експериментирам во рецептите што ги правам дома, така да нема конкретно некое јадење кое што така ете во последно време некако се навлекоа на многу убава крем супа од брокула. Значи брокулата многу ја користиме во нашиот дом, така да знам да експериментирам, но и добро е што сите го јадат она што го спремам. Експериментот е успешен. Да. Кога веќе експериментирате, сакате да пробувате различни култури, различни кухни, например? Многу. И еве би споменала дека пред извесен период бевме токму и во Star Ocean, во овој ресторан, каде што навистина бев воодушевена, не само јас, и Дарко и децата од храната која што ја нудат тука, значи нешто прекрасно. Супер, ми се чини дека сте вистински гостин за во ресторанов, за вистинска пригода на вистинско место. Се надевам дека и овој пат ќе успеат да ве воодушеват. Не се сомневам. Иако првиот впечаток нели е најважен, велат, меѓутоа јас велам да провериме што ни подготвиле. Во ред. Ајде. Силвија, навистина шарено и преубаво мириса, што вкусно ќе јадеме? Да, денес се одлучивме за специјалитети кои што не се толку зачинети. Обично знам со лутото јас некогаш да претерам, меѓутоа овој пат се одлучив за солено, значи специјалитети со солен вкус, кои што сметам дека и оној што не пробал кинеска храна може да си ги дозволи да проба и да ужива во нивниот вкус. Јас би издвоила салатата како предјадење, бидејќи оваа салата веќе година дена е голем хит кај нас. Претходно многу енормно се нарачуваше кинеската салата во текот на нашето постоење, таа беше најомилена, сега ова стана конкуренција на кинеската и обично секој што ќе ја проба се враќа по неа. Станува збор за салата каде што има спој на топло и ладно, поточно кикириките кои што се пропржени во вок тава и чипсот од компирчиња. Морам да го покажам за да видат гледачите колку е тенок и како е таа техника на како е техниката на спремање на кинеските готвачи со сатар. Видите колку тенко умешно е исечен, значи ова е свеж компир, свежиот компир го сече волку тенко и го става во вок тава, само неколку секунди тој се пропржува. Веднаш го трга за да не се нацица со зејти. И вака кога е толку тенок, верувајте дека ние ако не спомнеме дека има чипс од компири, често и да некои од посетителите не ни приметуваат, освен ако детално не гледаат што јадат. Да, кикириките пропржени во вок тава. Секогаш напоменувам дека станува збор за свежа кикирика, која што кога ќе ја ставиме во вок тава се пропржува во самиот вок. Не земаме печени кикирики од претходно. Значи топлите состојки се кикириките и чипсот од компири, а ладните имаме зелка, морковче, кој што така е сецкан со сатар, тенко, за да може острината и за да може сочноста да остане во него.
и кромет. Кромедот е она што дава многу поинаков шмек и овој спој испадна идеален, бидејќи ретко да имаме, до сега во нашето мени не сме имале салата каде што има спој на топло и ладно, пропржено и свежо. Меѓутоа, оваа салата е и за сите оние што сакаат да одржат фигура, бидејќи кога не оваа салата кога ќе изедеме како пред јадење брзо заситува, поради кикириките и не дозволува оброкот да не биде обемен. Така да кикирики често ние имаме тука мислење дека петисаните гојат и дека не треба, меѓутоа во Кина спротивен став имаат и сметаат дека во секојдневието треба да се внесуваат апетисани и тоа некако ужина, значи да се најадеме па после тоа да седнеме покрај телевизор и да јадеме апетисани, туку може да бидат внесени во оброците на ваков начин. Често ја спомнувам приказните во Кина што сум ги слушала од свекрова ми и свекрва ми дека уште во времето на кралевите се тие кои што инсистирале апетисаните да влезат во главните специјалитети, во јадењата со месо и тие јадења што биле богати со апетисани ги нарекувале, им дали име царски јадења. Токму затоа царски, бидејќи царот е тој што сметал дека тоа е, значи имал доктори покрај себе кои што истражувале како треба он да се храни, нели за да живее долговечно. Како пред јадење, освен салата, се одлучив за еден вегетаријански специјалитет кој што јас лично многу го обожавам и секогаш кога сум на работа и во можност да препорачам на нашите посетители, јас препорачувам мудар патлиџан, бидејќи јас растена сум на ова поднебие и го знам начинот на кој што ние го спремаме мудриот домат. Меѓутоа, кога бев во Кина, делот кај што е мојот сопруг во Северна Кина, бев воодушевена од начинот на кој што тие го спремаат мудриот патлиџан, бидејќи имав чувство дека јадам месо или немав потреба по конзумирањето на мудриот патлиџан да јадам специјалитет со месо, бидејќи многу ме заситуваше и е сочен, значи не станува само збор за салата, например, од мудар патлиџан или како ние кога зимно време, нели знаеме да се на руска салата, па внатре да има и мудар или со лукче во тегли. Ова е многу поинаков начин на спремање на мудриот домат и да напоменам дека кинезите имаат посебна техника на сечење на мудриот домат и на пржење, бидејќи мудриот домат е познат по тоа што многу брзо цица зејтин. Ако многу време се стави во тавче и се пржи, тој знае да се наполни со многу зејтин. И ако постапката на спремање не е брза, веднаш да се тргне од вогот, бидејќи во вогот прво се става зејтин за да се пропржи, меѓутоа тајната е што температурата на која што е изложен вогот е многу висока. Ние во домашни услови таа температура не можеме да ја постигнеме. И на 500 степени достигнува вогот, станува збор само за 20 на секунди, каде што мудриот домат се пржи во воктава. Се трга на страна, значи од надвор колку да стане крцкав и веднаш се пропржува со соја сос, кинески сол, кинески зејтин, зелка, морков и јас секогаш инсистирам да се стави лукче, бидејќи шмекот да е поинаков на специјалитетот кога има лукче. Дури не станува збор дека кога ќе го конзумираме живиот лук може да го грицнеме. Значи не се ни чувствува, само миризбата на лукчето се осеќа. Бидејќи често кога јас сум експериментирала посетители што не сакаат лук и велат донеси ни без лукче, јас ќе му кажам на готвачот да направи посебно со лукче, малку и ќе им дадам од двете да пробаат. Повторно јадат тоа што е со лукче, да, иако не се осеќа, на почеток сметаат дека ќе биде многу јако, да. За главно јадење се одлучив за пилешко со брокула. Сега сметам дека треба да ставиме акцент на брокулата во овој период кога нели температурите се пониски и настинките се почести, витамин С и одличен чистач на организмот. Во Кина многу ја јадат брокулата и сите зеленчуци што се зелени, како спанаќ, брокула, плитва, они имаат многу зеленчуци што кај нас не постојат. И често во Кина велат ние знаеме да јадеме зеленчук цел месец и да заборавиме дека не сме јаделе месо. Од толку многу што различни видови на зеленчуци имаат. Пилешкото со брокула навидом вака е многу едноставен специјалитет, меѓутоа кога ќе се проба нас во моловите каде што имаме нели мали ресторанчиња, најмногу ни се троши пилешкото со брокула и луто сладко киселото пилешко. Пилешкото со брокула се троши од принцип што брокулата не е блуткава, туку е однадвор крцкава, а зачинета е. Значи се чувствува кинескиот сол, кинескиот зејтин, не станува збор за варена брокула.
свежа, убаво се мие брокулата и веднаш се става во воктава. Значи не го вариме зеленчукот, зашто кога ќе го вариме тој омекнува. Значи во нашата кујна, во нашето мени не постои варен зеленчук. Свеж, убаво се мие, се става во воктава и тој кога ќе се пропржи 10 до 15 секунди, само станува крцкав однадвор. Во принцип јадеме повеќе свежо отколку пропржено. Пилешкото месо посебно се пржи, значи не се пржат еднакво месото и зеленчуците што се во нашите специјалитети. Месото готвачот посебно го пржи, тоа го пржи од прилика 5 до 6 минути на таа јака температура, а зеленчукот посебно, зашто ако исто еднакво ги пржи во воктава, тогаш сигурно брокулата нема да изгледа вака. Па ќе пробаме и да ми кажете дали ви се допаѓа. Убаво си разговараме, се смееме, се дегустираме. Како ти се допадна? Се гледа. Колку ми, значи, не е прв пат да го искусам, значи, ова јадење на овој нов специјалитет, значи, едва чекам да дојдеме заедно со семејството. Тука и ви ветувам дека тоа ќе биде во скоро време. И јас ќе бидам иницијатор и ќе ги соберам и без оглед на немање на време ќе најдеме време. Значи, навистина прекрасно. Мило ми е, ви благодарам. Кој од специјалитетите ви остави најмногу впечат? Што ви е најубаво од ова што пробав? Значи, сите се убави на свој начин. Салатата добро веќе позната, ама како да кажам дека не е убава кога е нешто совршено. И оривчето за прв пат го пробав и се изненадив колку е вкусно вака со пржени јајца. Да, меко, сочно. Многу вкусот. За брокулата и пилешкото да не збориме, тука црните патлиџани, значи екстра, стварно. Навистина одлично. Супер, Силвија, ви благодарам на уште една убава трпеза, а вам Маја, благодарам што бевте дел од Урбан блок. Благодарам што ме поканивте да бидам дел од вашата емисија. Лазерски третмани на акни, лузни, пигменти, вени, капилари, габични инфекции на ногти, лазерска епилација, најнови естетски методи за подмладување, слабење и обликување на тело, маникир, педикир, депилација со органски восок, релакс масажи и голем број ексклузивни и иновативни третмани на лице со реномирана козметика. Открите својата поубава страна. Центар за естетика Alter Ego. Додека другите се окрива дека така одеднаш преку ноќ се подмладуваат, јас можам да кажам дека моето лице го среди тимот на ординација доктор Анчевски, кој го направи тоа со проверени и најсовремени методи на извонреден начин. Ги освежив устните, дадов волумен каде недостасуваше и го задржав истиот лик, а изгледам свеж и подмладена. Ако сакате да имате здрава и подмладена кожа, имате само еден избор – ординација доктор Анчевски. Hokej nie je pre každého. Konopné mazanie áno. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Ефикасни третмани за убавина, слабење и подмладување со повеќе од 50 апарати, биолошки третмани, масажа, солариум. Заштедете на време со повеќе третмани истовремено. Се што и треба на современата жена. Професионална нега, лесна достапност, дискреција. Дојдете во Силуета. Болки во вратот, колената, рамењата, мигрена, епилепсија, склероза, главоболки, алергии. Ова се последици на погрешно поставен прввратен пршлен со кој сите се раѓаме. Со еден третман трајно вратете го атласот во природна положба и решете ги сите здравствени тегоби. Атлас Релакс Центар. Во Центарот за естетика Alter Ego на вашите најчести прашања одговара доктор Наталија Јорданова Трајски.
позната пракса, одговараме на најчесто поставените прашања, докторка Наталија. Имав приметено промена на бојата на ноктот на ногата и малце ми е здебелен. Дали се тоа габични инфекции и како треба да ги третирам, прашува Елена. За габичните инфекции доста зборувавме. Јас напоменав дека кога веќе има промена во бојата на ноктот, прво треба да се направи една ревизија дали станува збор на вистина за габична инфекција. Како што пишува пациентката, овде има и задебелување на ноктот. Значи не на последно место треба да се исклучи, тоест да се оддиференцира дали станува збор и за дистрофија на самиот нокт. Бидејќи плочката на ноктот кога веќе е задебелена не значи дека мора да има гливици, туку може да има една дистрофија која што ако не се третира едноставно се продлабочува. Така да најдобро е да се направи прво еден преглед за да се утврди дали навистина станува збор за гливици или дистрофија причинета од некој тип на екземи, од псоријаза, од лихен планус, бидејќи голем дел од кожните болести, освен кожата, за жал ги зафаќаат и ноктите. Така да се направи едно диференцирање за да знаеме за понатаму кој е методот, значи со која терапија да пристапиме, бидејќи кај некои опцијата е третирање со ласер ако станува збор за дистрофија и за гливици, кај други ако е како вторично засегнат ноктот, а првично реагира кожата како резултат на некои екземи, например лихен псоријазис, парапсоријазис и така натаму. Во тој случај се препишува локална или системска терапија, така да се направи едно диференцирање за да се утврди која терапија ќе се применува. Дали ласерската епилација е трајна и колку третмани се потребни? Прашува Марија. Ласерската операција да трајна е, со тоа што многу мислат дека нели од кога ќе се направи едниот циклус и тоа е доживотно, за жал не е така, значи влакното си поминува нели во своите 3 фази на растеж, анаген, катаген, телоген, тоа е нормално и ние не можеме целосно да го блокираме растежот на влакната и во ред е нормално да е така. Со самиот ласер, значи ласерскиот зрак продира во фоликулот на влакното и едноставно го забавува и до некаде стагнира процесот на растеж на влакната, што значи дека определен период вие нема да имате никакви влакна затоа што процесот е потиснат нормално. И кога ќе помине тој период од година дена, нормално дека фоликулот пак си расте од самото влакно. Затоа на сите напоменуваме дека тоа не е доживотно. Значи потребно е да се направат 6 третмана, тие се задолжителни. Се третираат еднашка месечно, од кога ќе се заврши тој циклус од 6 третмана. Секоја година треба да се прави по една ласерска епилација на влакната, за да може пак да се стагнира процесот на растење на самиот фоликул на влакното. Значи првите 6 третмана се прават во континуитет, секој месец по еден третман и после секоја година по еден. Ирина прашува, направив хемиски пилинг кај вас пред некое време, меѓутоа се уште имам црвенило на кожата. До кога е тоа нормално, кога ќе исчезне и што би требало да направам? Претпоставувам дека станува збор за инвазивниот хемиски пилинг, кај што има нели така обилно лупење на самата кожа, бидејќи после него е зацрвенето самото лице. Значи, на Ирена би кажала дека сигурно и за време кога сме го правеле хемискиот сме и потенцирале. Нели тоа е нова млада кожа која што бара време за да се регенерира, како и секоја раничка нели што ќе ни се појави, кога ќе се излупи таа коричка од раната, нели прво не е розеникаво и треба време едноставно да епителизира самата кожа и да се врати бојата на самата кожа. Така да исто како и истото важи за хемискиот пилинг, бидејќи го лупиме целиот горен слој од кожата, нормално е кожата што излегува, тоа е млада и да е зацрвенет. Така да отприлика некои 2 недели после хемискиот се потребни за да се нормализира самата кожа, за да го врати нормалниот тен на бојата на кожата. А за цело тоа време, бидејќи ние сме правиле длабинска ексфолиација и нели обилно лупење на самата кожа, кожата е доста сува и чувствителна. Чувствителна е заради тоа што е млада, има нови клетки кои што нели им е потребно време за да се регенерираат. Значи целите тие 2 недели после третманот на хемискиот пилинг, многу е важно да даваме интензивна хидратација за самата кожа, тоест креми за интензивна хидратација и креми за чувствителна кожа, бидејќи навистина тоа е млада и чувствителна кожа.
и ако имаме контакт со сонце, сега зимскиот период, ако одиме на планина, значи задолжително највисок заштитен фактор. Така, ви благодарам докторка Наталија и за овие корисни информации. И на вас ви благодарам. Навистина им беа од корис на гледачите, односно најмногу на оние кои што ги поставија воедно. Да. Во и околу Атласот поминуваат значајни анатомски структури, па затоа неговата неправилна поставеност доведува до низа здравствени проблеми. Непосредно до првиот вратен пршлен поминува и нервус вагус, кој регулира битни процеси во човековиот организам, меѓу кои и лачењето на желудочна киселина и работата на срцето. Повеќе на оваа тема разговараме со доктор Павлина Будиќ, Атлас специјалист од Атлас Релакс центарот. Неправилната анатомска положба на атласот доаѓа до неправилна функција на нервус вагус, при тоа што доаѓа до негово потискање и до негова зголемена стимулација на сите процеси кои што ги нервира во нашиот организам. Тоа значи дека со самото потискање на нервус вагус и со зголемување на стимулацијата, односно на импулсите што ги праќа до оние процеси каде што ги контролира, доведува до забрзана работа на нашето срце, до чести тахикардии кои што се јавуваат кај луѓето, кај сите оние кои што на време нема да ги превземат, да ја превземат да ја регулираат причината на она што се јавува како последица, доаѓа и до чести аритми. Аритмиите понатака во текот на животот доведуваат и до постојан покачен крвен притисок, кој што го отежнува целиот начин на животот, а при тоа се губи и квалитетот на животот, па луѓето живеат живот при кој што земаат преголема доза на таблети, а при тоа не внимаваат на други, не внимаваат на целиот свој начин на живот и на зачувување на сопственото здравје. Потиснувањето на нервус вагус од неправилно поставениот атлас значи и пореметување на лачењето на желудочна киселина, кој понатаму води кон акутен и хроничен гастритис, па луѓето често посегнуваат по терапија, при тоа не решавајќи го причинителот на проблемот. Враќањето на атласот во правилна анатомска положба значи и решавање на бројни здравствени проблеми. Од нашите досегашни искуства со сите оние во самото правење на Атлас Релакс методата и како кога се ослободуваат овие битни анатомски структури, доаѓа до подобрување на нивната состојба на тој начин што почнува правилна инервација во нашиот организам, доаѓа до намалување на нивото на желудочна киселина во нашиот организам, на тој начин доаѓа до спречување на гастритис и други посериозни заболувања. На ниво на кардиоваскуларните заболувања доаѓа до нормализирање на функцијата на срцето, бидејќи све доаѓа од нашиот мозок. Неправилната циркулација и неправилната инервација доведуваат до отежнување на сите овие процеси и на тој начин доведуваат до нарушување, односно до една патолошки состојби со кои што луѓето честопати сакаат да се научат да живеат, меѓутоа грешката е во тоа што подобро е да се спречи отколку да се лечи. Меѓутоа и кај сите оние кај што веќе има постоење на некоја од овие состојби, доколку се направи Атлас Релакс методата, доаѓа до правилно враќање на атласот во негова правилна анатомска положба и понатака во текот на животот со советите што ги добиваат од нас Атлас специјалистите си го олеснуваат целиот начин на живот и живеат еден поквалитетен начин на живот без зависност од таблети, без зависност од тоа да живеат заробени сами во своја кожа. Се наоѓаме во Центарот за убавина силуети и ќе разговараме со Билјана Стошик на тема нега на раце во зимскиот период. Баш така кожата во зимскиот период, Билјана, е многу чувствителна. Она што е потребно е постојано да правиме нега, меѓутоа посебно во овој период. А каков третман ќе видиме сега овде за нега на рацете? Па вака би сакала прво да спомнам дека некако ние жените повеќе посветуваме внимание на естетскиот дел на раката, во вид на маникирна или надградба на ногти, меѓутоа јас би сакала во оваа емисија да ги поттикнам и дека е потребно и една нега на рака, тоест на дланката. Кај нас во салонот работиме повеќе третмани за нега на рака, имаме козметички третмани за ревитализација на кожата, имаме третман за пигментирана кожа на раката,
а денеска ќе работиме на Кейси Квантумот програма Дланка. Во што се состои овој третман? Значи, работиме на нискофреквентна струја, пулсирачка, се работи на дланката на ревитализација на кожата, програм за хидратација, програм за како вежба на мускулите, односно размрдување на мускулите на раката, и тоа е самиот протокол на третманот. Пред да го започнеме третманот, би било пожелно нели да се направи еден пилинг. Каков пилинг ќе направиме зависи нели од состојбата на кожата на клиентот. Тука нанесовме пилинг маска нели, која што треба да отстои некои минути. Самата маска е термо маска која што воедно не само што прави пилинг, туку и ги отвара порите на кожата. По отстранување значи на пилингот, почнуваме да работиме на мускулите со нанесување на серум. Значи, буквално работиме на раката исто како на секој дел од телото. Истата нега што ја имаме на лицето и на другите делови од телото на раката, имаме потреба и малку повеќе да посветиме внимание. Тоа е првото што се гледа кога ќе, нели? Да, и првиот дел од нашето тело што старее. Значи, прво работиме раката на нискофреквентна струја, ги вежбаме, тоест мускулите. Потоа се зголемува, значи, струјата, тука може да има чувство нели на мало пецкање кај клиентот, инаку испод осетливост работи овој апарат, немате никакво чувство на струја. Ова е особено важно за тие што не сакаат струја. И пецкање и боцкање. Што е она што го добиваме со овој третман? Со овој третман, значи, целта е да добиеме една нежна, сјајна и негувана кожа на раката. Колку пати би требало да се повтори третманот? Кога се видливи први резултати? По овој третман би требало да се работи, да речеме, еднаш месечно, како и лицето, да кажам. Меѓутоа, ако се работи за по-девалвирана кожа, тогаш ќе мора да искомбинираме и други третмани и би требало да се направи една серија од 10 третмани за да добиеме еден ефект на младежка кожа. Постои ли некои ограничување и од која возраст би требало да почне да се прави овој третман? Па кај младите ние во главном, мислам, ги работиме третманите како превентива, што е најдобро за да во повозрасните години имаат една убава и негувана кожа, а секако дека може да се работи почесто нели кај повозрасните, пошто самата кожа нели си бара повеќе нега. Ова е последниот програм, значи 4 програми имаме. Ова е последниот програм каде што можеме да нанесеме маска, може да нанесеме парафин кој што дава една топлина, дава една топлина и мекост на кожата. Последната фаза, значи на третманот, е за тотална дехидрација на кожата. После овој третман може исто така да се искомбинира со парафинска ракавица како нешто дополнително што ќе освежи кожата. И ќе добиеме некои повидливи, повисоки ефекти. Да, исто така би сакала да спомнам дека кај нас во салонот постои можност да се работат истовремено по 2 или 3 третмани. Додека го работиме лицето, може да се работи истовремено со истиот апарат и раката. Така, 2 во 1 или може би дури 3 во 1? 3 во 1 работиме, да. Супер, благодарам, Билјана. Молам.
Тоа беше се што подготвивме за ова издание и верувам дека ви бевме интересни и ви земавме само 50 минути од вашето драгоцено време. Ке ви посакам да останете насмеани, расположени, урбани, да имате најубав ден и уште поубава новогодишна вечер. Поминете си ја најубаво со оние кои што најмногу ги сакате. Ние ќе се видиме во новата 2017. Среќна нова!